Започнува дневникот на КТВ. Добра вечер, 14 октомври 2025. Кампањата за локалните избори влегува во финишот. Учесниците во изборниот процес продолжуваат со своите ветувања до граѓаните, кои пак на 19 октомври треба да одлучат за кого ќе дадат поддршката. Од советничката листа на ВМРО-ДПМН Кавадарци најавуваат нови проекти за почисто и зелено Кавадарци. Почитувани, во изминатите години грижата за животна средина во општина Кавадарци е на високо ниво. Хигиената во градот е значително подобрена. Секојдневните акции на службите придонесуваат за тоа и граѓаните да водат повеќе грижа. И во наредниот период ќе се трудиме да ги продолжиме проекти кои покажуваат резултат и да имплементираме нови проекти кои ќе го подобрат квалитетот на животот во општина Кавадарци. Во наредниот мандат главниот акцент ќе биде ставен на селектирање на отпадот со воведување на нови решенија. Нашата заедница ќе работи на тоа селектирање на отпадот да не биде само работа на јавните служби, туку и навика на секој граѓанин, со што ќе се овозможат услови за вистинска селекција. Ова ќе биде наш приоритет во наредниот период. Од досегашната успешна пракса на поставување подземни контейнери на централното градско подрачје произлегува нова можност низ целиот урбан периметар на градот постојните надземни контейнери постепено да се заменат со подземни. Со тоа ќе предонесеме за почисто, поуредно и поубаво Кавадарци. Нашата визија е јасна. Кавадарци да биде соверен, чист, зелен град. Број 9 за Митко Јанчев и советничката листа на ВМРО-ДПМН. Коалицијата за Твоја Македонија. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Ви благодарам. Кандидатот за градоначалник на Кавадарци од СДСМ Виктор Велевски на денешната пресконференција упати обвинувања за бизнис делка помеѓу советникот во Кавадаречкиот совет Перо Николов и градоначалникот Митко Јанчев. Ја повика и антикорупцијска да испитала дали постоело судирни интереси во извршувањето на повеќе функции. Почитувани, во период кога на лозарите и лозарството требаше да се даде поддршка од страна на државата, советникот Перо Николов, наместо да го советува министерот Цветан Трипуновски како да се дојде до подвар пласман и цена на грозјето, односно да ја израчунаат законски предвидената производна цена, која не ја објавија, тој се насочил кон бизнис делка и тоа не со било кој, туку со фирма блиска на градоначалникот Митко Јанчев. Добро познатата компанија Агрокожовчанка го инкасирала советникот Перо Николов со добри 600.000 денари за земјиште лозов насад од 2 хектари и 20 ари, а истиот го платил тој лозов насад 100.000 денари од фирма од Кавадарци. Односно, направил бизнис со маржа од 600%. Овој бизнис дил е направен на 28.3.2024 година, во момент кога Перо Николов е дел од кабинетот на министерот Цветан Трипуновски. Прашуваме, дали советникот Перо Николов ја искористил својата позиција во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство за стекнување на ова земјиште и за продажба на истото? Дали преку овие средства градоначалникот извршил влијание врз Перо Николов за гласање за сите одлуки во претходниот состав на Советот? Дали Перо Николов ја злоупотребил службената положба како кабинетски службеник во МЗШВ и советник во Совет на општина Кавадарци за стекнување на неколкократна имотна корист на сметка на располагање на државно земјоделско земјиште? Дали штитејќи ги своите бизнис интереси, ги извисија интересите на лозарите? Воедно ја повикуваме антикорупцијска комисија да истражи дали постои судирни интереси во вршењето на повеќе функции од страна на едно лице, во случајот Перо Николов. Почитувани, општина Кавадарци се повеќе наликува на акционерско друштво. Бизнис интересите се побитни од интересот на граѓаните, а посебно на работливиот народ кој со мака го заработува својот труд, а тоа се лозарите. Затоа ве повикувам на 19 октомври да гласаме за промена, да заокружиме број 5 за да ги вратиме интересите на граѓаните на прво место. Благодарам. Ќе се залагаме за поддршка на младите и земјоделците, порача на денешната пресконференција кандидатката за советник во Кавадаречкиот совет Маја Василевска-Бадева од советничката листа на група избирачи Лимба Минова Златески.
Почитувани сограѓани, како дел од листата на советници со број 45, имам искрена желба и голема одговорност да придонесам Кавадарци да стане град каков што сите посакуваме. Нашиот тим ќе се залага за поддршка на младите со цел да останат во градот, чиста и уредена средина, помош и разбирање за земјоделците, како и транспарентна општинска власт. Да покажеме дека Кавадарци има сила, има луѓе и има срце. Да изградиме град во кој што младите ќе сакат да останат и ќе бидат горди на него. Време е за нова енергија и нови луѓе. Гласајте за број 45. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски и кандидатката за градоначалник на Неготино Марија Нацева го означија почетокот на градежни активности за изградба на улица во село Тремник. Се наоѓаме во село Тремник, место каде што ние како општина Неготино аплициравме за проект, јавен повик кој што имаше објавено Министерство за транспорт и при тоа добивме финансиски средства, се со цел да направиме асфалтирање на улицата која што жителите на село Тремник долги години ја очекуваат. Предходно изградивме потесен цевковод во соработка со Министерство за животна средина, а сега продолжуваме интензивно со работи на терен каде што во следниот период ќе се асфалтира улица во должина од преку 850 метри должина. Општина Неготино е еден пример како во соработка со централната власт може да се напредува, може да се работат проекти и при тоа да се направи една огромна помош како за општина Неготино, така и за секоја една општина која што има амбиции, има афинитети да се градат проекти. Меѓутоа, не е само овој проект кој што општина Неготино го има во соработка со Министерство за транспорт. Исто така општина Неготино има голем број на проекти кои што ги изработи во претходниот период, проекти за кои што беа аплицирани на повикот на Влада на Република Македонија, а најголем дел се финансирани од Министерство за транспорт. Оваа прилика сакам да ја искористам исто така и до сите жители на село Тремник, да дадам огромна благодарност за нивното трпение кое што го имаа последниот период, така што тие го дочекаа моментот да се отпочне да се реконструира оваа улица. Исто така голема благодарност и до премиерот на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски, и до подпредседателот на партијата Александар Николовски, воедно и министар за транспорт, каде што ја покажуваме добрата волја за сите општини кои што ја имаат тие како институции, за подобар напредок и поголем напредок за развој како на општините, така и на руралните средини. Секогаш е задоволство кога се почнуваат нови проекти. Ова е една серија на проекти за изградба и реконструкција на локални улици која што ја правиме на секаде низ државата. Вкупно во соработка со Светската банка алоциравме некаде над 14 милиони евра за локални улици кои што одеа во 3 повици, а во моментов имаме четврти активен повик од дополнителни 2,5 милиони евра, што значи дека вкупно некаде околу 16,5 милиони евра инвестираме во локални улици и во реконструкција и во изградба. Овој повик заврши успешно и ми е драго што жителите на село Тремник не само што ќе добијат нови улици, туку тоа ќе биде од врвни изведувачи и од врвен надзор. Тука изведувач е градежната компанија Гранита, надзор е светски познатата компанија Ептиса. Заедно со Светската банка овие три елементи даваат една сигурност дека проектот ќе биде успешно завршен. Сакам да се заблагодарам на Марија, која што како секретар на општина Неготино работеше на овој проект, го аплицираше во Министерството за транспорт, Министерството за транспорт во Светска банка и успеавме да ги добиеме средствата, а сега како градоначалник ќе има чести да ја пресече овде калентата некаде за месец до месец и половина која ќе се заврши овој пат. Ќе продолжиме на овој начин да ги поддржуваме и останатите општини, а секако и општина Неготино. Само да кажам дека се работи за улици во должина вкупно 930 метри само во населеното место Тремник и вкупната сума која што ќе се потроши некаде околу 9 милиони денари, средства кои што општината сама не би можела да ги секако да си ги дозволи. Ќе продолжиме да ја поддржуваме општина Неготино и се надевам дека по завршувањето на локалните избори и изборот на Марија за градоначалник уште поинтензивно ќе работиме на овие проекти. Ќе работиме на поддршка на земјоделците, порака на пресконференција од Весна Јаневска, кандидат за советник во Советот на општина Росоман од советничката листа на СДСМ. Јас сум Весна Јаневска од Росоман, кандидат за советник
од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Многу од вас ме знаат, него редот е таков да се представиме. Иако сум по професија машински техничар, јас таму не се пронаоѓам. Јас сум земјоделка, која веќе во 4-та деценија се занимава професионално со земјоделие. И токму со тоа сакам да му порачам на жителите на општина Росоман дека пари и дека живот во земјоделието има. Ама треба многу да се работе и треба да уложуваме сами во себе. Ќе искористам приликата директно денеска еве да му честитам меѓународниот ден на руралните жени, 15 октомври, и да кажам дека ние како мајки, како баби, како столб на едно семејство пред се, а после и на селото и на државата, треба малку повеќе да се потрудиме околу борбата која што последните години ја водиме сите на ова поле. Глобалните проблеми и селувањето на младите. Треба да апелираме до младите, да се трудиме да ги задржиме на своето огниште, сите да работиме за својот дом, за своето огниште, за својата општина и за својата држава. Тоа го можеме, бидејќи ние земјоделците сме сршта во нашата држава која што е аграрна. Вие многу знаете за мене и преку медиумите и инаку ние секојдневно се среќаваме по улиците. Уште еднаш ќе апелирам на 19.10. да ни ја дадите поддршката да гласате за градоначалникот и иден кандидат за градоначалник Стојан Николов од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така да ја поддржите и листата на која што сме повеќе од нас земјоделци и кои што ќе се бориме и ќе се залагаме токму за собирање на информации и сугестии од таму кај што потекнуваме. Синоќа во Росоман ВМРО ДПМН одржа предизборен митинг на кој беше представен кандидатот за градоначалник Ѓорги Крстевски и советничката листа. Го познавам уште од Унијата на млади сили. Човек кој што е посветен, чесен, работлив, трудолюбив, родител, сопруг, човек кој што е сега дел од мојот кабинет во владата, човек кој што многу успешно го води општинскиот комитет тука во Росоман. Верувам во него. Верувам дека ќе ги продолжи промените и во Росоман, тие што почнаа на централно ниво пред 15-16 месеци. Ѓорѓе има мојата лична безрезервна поддршка и ќе има поддршката од владата и убеден сум дека заедно ќе реализираме многу проекти. Ве повикувам на 19 октомври да излеземе масовно, ве замолувам да излеземе масовно, да го заокружиме бројот 9 за Ѓорги, за советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, да го заокружиме бројот 9, да го направиме вистинскиот избор за твојот човек, за твоето место, за твојата, за вашата иднина. Со поддршката на ВМРО ДПМН и со тимот честни, работливи луѓе, почнуваме ново поглавје за Росоман. Во следниот мандат заедно ќе го направиме она што многумина рекоа дека е невозможно. Ние ќе покажеме дека може, со визија, со работа, со љубов кон општината. Ќе воведеме проект Зелена општина Росоман. Нема да има повеќе дечиња на листата на чекање во детската градинка. Ќе ги проширеме урбанистичките опфати на сите населени места и ќе изработиме нови урбанистички планови. Ќе ги реконструираме полските патишта до сите населени места. Ќе воведеме бесплатни саеми за земјоделците од општина Росоман со посета на регионалните саеми во Нови Сад, Пловдив и Солун. Ќе го реконструираме стадионот во Росоман со пешачка патека и реквизити за најмалите. Проектирање и изведба на нов пат од Росоман до Клучката на Крушевица. Прочистување и проширување на сите локални патишта до сите населени места. Финансиски стабилно и современо јавно-комунално предпријатие со нова зграда и зголемена плата за вработените. Модерно и современо образование. Ќе поставиме надзорни камери и отварање на полициско оделение во соработка со Министерството за внатрешни работи. Ќе воспоставиме модерен и атрактивен локален туризам.
ќе го развиваме спортот и културата. Оваа програма и многу други проекти се содржани во нашиот програма Вистинскиот избор за општина Росоман. Носителот на советничката листа за Росоман од коалицијата Искуство за успех Спасе Ристовски на денешната пресконференција ги повика своите против кандидати на дебата. Почитувани против кандидати, носители на советнички листи во општина Росоман, ве предизвикувам на тава дебата, сите заедно на едно место, да ги споделиме нашите идеи и ставови, бидејќи само на тој начин граѓаните можат најдобро да ги увидат нашите програми и да донесат одлука која програма е реална, а која само напишана на лист хартија и да го направат вистинскиот избор. Капитални инвестиции во спортот во Кавадарци најавуваат кандидатите за советници во Кавадаречкиот совет од ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани, предизборната програма за развој на спортската инфраструктура во општината предвидува неколку капитални инвестиции во спортот, се со цел да се поттикнат младите, пред се и граѓаните, на поактивен и здрав живот. Изградба на современи игралишта за баскет 3х3, со оглед на тоа што 3х3 баскетот веќе е олимписки спорт и огромно хоби кај младите. Во Кавадарци ќе се изградат нови современи терени. Овие игралишта ќе бидат наменети за тренинг, рекреација и турнири и ќе бидат дополнителен поттик за развој на кошарката во општината. Целосна реконструкција на фудбалските игралишта во Ваташа. Фудбалското игралиште ќе добие нова траевна подлога, современи трибини, осветлување и безбедност на ограда. Со ова младите фудбалери и спортски клубови од Кавадарци ќе добијат квалитетни услови за тренинг и надпревари, а Ваташа ќе стане вистински спортски центар на фудбалот. Изградба на игралишта за падел тенис. Овој спорт, кој брзо ја освојува младината ширум Европа, ќе добие свој простор и во Кавадарци. Изградбата на падел терени ќе овозможи младите да се запознаат со нови спортски дисциплини и да развијат спортска култура во чекор на современите трендови. Со овие проекти, Кавадарци ќе добие значително подобрена спортска инфраструктура, која ќе обезбеди повеќе можности за младите за спортската активност, дружење и развој на спортски таленти. Кавадарци е град на спортот. Нашата цел е да инвестираме во спортската инфраструктура, која ќе им даде шанса на младите да растат здраво, активно и исполнето. За твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Ви благодарам. Дали здравствениот дом Неготино ќе се припојува кон Кавадаречката болница? Праша на пресконференција Елеонора Настова Димова, кандидатка за советник во Советот на општина Неготино од советничката листа на СДСМ. Почитувани граѓани, деновиве во јавноста кружат информации дека ЈЗУ Здравствен дом Неготино ќе се припојува кон Општа болница Кавадарци. Затоа ние ќе поставиме и неколку прашања за работите да станат појасни, но пред тоа ќе изнесеме неколку факти кои се реални состојби во ЈЗУ Здравствен дом Неготино. Како прво, од страна на актуелниот директор на Здравствен дом Неготино, укинати се приправноста на вработените во биохемиската лабораторија и рентген диагностиката, па населението од општина Неготино и општина Демиркапија за време на викенди и празници здравствената заштита принудени се да ја бараат во Општа болница Кавадарци. Второ, актуелниот директор на оваа установа дал согласност за заминување на невролог од Неготино во Кавадарци, за да потоа упати на иста специализација друг доктор. Со ова, ЈЗУ Здравствен дом Неготино за една иста специализација реално ќе плаќа 3 пати, наместо да се насочат средствата за друга специализација која недостасува во оваа здравствена установа. Поставуваме прашање: зошто директорот ја дал согласноста за заминување на готов специјалист за да упати нов доктор на иста специализација? Дали директорот на ЈЗУ Здравствен дом Неготино со ова уште еднаш практикува послушност и исполнува желби на подобни партиски поединци на ВМРО ДПМН? Нашата загриженост продолжува и понатаму и затоа прашуваме и очекуваме одговор. Дали се спрема истото сценарио кога ВМРО ДПМН е на власт? И предходно, во време на владењето на ВМРО ДПМН, го затворија породилното одделение во Неготино, па од тука, дали и сега намерата е да се затвори ЈЗУ Здравствен дом Неготино, установа која што е комплетно опремена со нова, современа опрема во годините кога СДСМ беше на власт.
Тогаш се обезбеди современа лабораторија, рентген апарат, мамограф со преносна станица, современ возен парк на итната медицинска помош и други медицински опреми, а секако и со искусен кадар. Почитувани граѓани, ова е апел за разумност. Да не дозволиме ЈЗУ Здравствен дом Неготино да се приклучи на Општа болница Кавадарци. Ова не сме да биде политика. Граѓаните на општина Неготино заслужуваат да ја знаат вистината сега. Како дел од идната советничка група од СДСМ во Советот на општина Неготино, будно ќе ги следиме состојбите во ЈЗУ Здравствен дом Неготино и нема да дозволиме ова установа од современо опремена да се претвори во една обична амбуланта како резултат на личните желби и тесно партиските интереси. Продолжуваме со информација од спортот. Кошаркарскиот клуб Работнички доби дозвола за настап на странците. Во следното коло против Тиквеш Голден Игла, центарци ќе можат да сметаат на комплетниот ростер. Екипата на Работнички претрпе два убедливи порази од ТФТ и од Пелистер на стартот на новата кошаркарска сезона. Ваквите исходи се случија пред се заради неиграњето на странските засилувања кои дојдоа летово, но едноставно не можеа да бидат регистрирани поради долговите од претходните години и блокадата за трансфери што ја имаше Скопскиот кошаркарски колектив. Центарци има дури 6 бат блокади во судот за арбитража на ФИБА, но по се изгледа сега тој проблем е целосно решен. Наводно Работнички со 6 кошаркари подпишал спогодба за исплата на долговите, пошто екипата доби зелено светло за странците да почнат со настапи во македонскиот шампионат. Од 6 блокади, 5 беа решени до крајот на минатата недела, а 6-та конечно беше финиширана, па тренерот на Работнички Мирковски конечно ќе го има на располагање комплетниот играчки ростер. Центарци во третото коло ќе се сретнат со Тиквеш Голден Игл, надпревар кој најверојатно ќе биде одигран на 21 октомври, по најавите дека поради изборите нема да се игра кошарка на терените ширум Македонија предстојниот викенд. Следува и прогноза за времето. Утре не очекува променливо облачно време со услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а температурата ќе достигне до 18 степени. Под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток кон крајот на денот и во текот на ноќта и во петок. Тоа беа содржините во дневникот на КТВ. Ви благодарам на довербата и вниманието. Ви посакувам пријатна вечер и секое добро.